Ете и тоа заврши. Бойкотиравме. Но колку беше успешен овој бойкот и дали нешто на вистина ќе се смени, не сум сигурен. Да, може би испративме недосмислена порака дека веќе нема да трпиме. Некој упорно да профитира врз наш грб и да ги полни джебовите дека ние немаме што да јадеме. Но искрено мислам дека нешто драстично во однос на цените нема да се смени. Да, ќе има некоја акција, некој маркет, ќе ги задржи цените замрзнати, некои производи може би малку ќе поевтинат и слично, но тоа не е решение на проблемот. Во изминативе 3 декади, но посебно во времето на СДСМ и ДУИ, успеавме Македонија од земја на сонцето, главен земјоделски центар во поранешна Југославија, да стигнеме до тоа да немаме домати и краставици, да немаме јабучар, да немаме тетовско гравче на кое сите сме растени. Ништо не остана. Така што наместо бојкот може би не би било лошо да се вратиме на старите традиции и да им помогнеме на домашните производители на храна да се кренат на нозе. Наместо да одиме во супермаркет и да купуваме некоја скапо вакуумирано сирење с убава етикета, дај да земеме цела канта од некој домашен фармер, па да си ја чуваме во подруми на тераса како што правеа нашите родители, ем поевтино, ем повкусно. Наместо да одиме во супермаркет и таму да купуваме скапи изгланцани домати и краставаци, ајде да тркнеме до пазар. Па оттаму од некој наш земјоделец од наша нива да си купиме овоше и зеленчук, да си купиме јабучер и домашна зелка. И наместо граф од Албанија и Азербеџан да си купиме домашен тетовски граф. Наместо во супермаркет да купуваме месо, ајде да влеземе во мала локална месара и да земеме месо од некој наш сточар кој што има мала фарма. Верувајте, поубаво месо нема да најдете. Наместо во супермаркет да купуваме леп, да тркнеме до локалната фурма каде мирисе на свежи испечен леп. И на крај, наместо во супермаркет, дајте влезете во локалното дуќанче кое да, во моментов може би исто скапо како маркетот, но од него живее цело семејство, а не некој милионер кој само го полни джебот. Знам, економистите ќе ми кажат доста тресеш глупости, не функционира тоа така, модерни времиња се. Но искрено верувам дека со вакво мало оменување на навиките можеме многу да влијаеме.